Влегов во канцеларијата и првото нешто што го забележав беше едно мало зрнце грашук. И најнова епизода на Return Time. Наши денешни гостинки ИРЛ, Сашка и Деница. Ние од секогаш сме се стремеле да ги истражиме сите случаи до крај, така беше и овој пат. Влегов во канцеларијата и тогаш свативме дека ја немаше руската салата. И сајав на Деница. Искрено одамна ја немам слушнато толку вознемирана. Знаев дека мора да е нешто многу голямо. Полицијата доцнеше неколку сати, не третира дека воопшто не е важно зошто ние пријавуваме украдена руска салата. Влегов во канцеларијата и првото нешто што го забележав беше едно мало зрнце грашук. Забележав дека мириса на машки парфем, дали беше бугарска роза, дали беше бруд. Продолжив понатамо и најдов едно компирче. И беше навистина чудно како човек со таков парфем заврши пред нашиот фрижидер. Воздухот имаше некои измешани мириси на храна, пециво, јајца, но и некој бугарски парфем. На секаде имаше расфрлано кифли и едно нешто недостасуваше, веднаш знаевме што е тоа. Руската салата. На крајот успеавме да сватиме за колку се работи. Лицето кое што ја украда руската салата е... Значи, гаси камерата, ма ајде, прекинавме, треба детски хор да настапува. Колку години соработувате? 7 Или 8. 8 се знаеме, 7 соработуваме. Омилена локација во канцеларија, Сашка. Кујната Продукција. Омилен олигарх. не можам да одберам само еден. Секаш на 3-2-1. 3-2-1 почо. Дали имате земено брз кредит? Never ever. Не. Кој беше првиот проект на Деница за ИРЛ? Сторија за За студентските домови, за студентските Пелагонија. Да. Сте добивале закани по објавување на епизода? Најчесто пред објавување на епизода, да, цело време. Зашто после епизода кога нема да успеат заканите оди целосен харесмент и малтретирање. Тогаш доаѓа хајката. Која е најстрашната закана која што сте ја добили? Колешката Маја Јовановска еднаш пред да објавиме епизода и се јавија доцна на вечер додека беше во канцеларија на телефон и пуштија звук од бомба. Експлозија на бомба. Тоа мислам. Според мене тоа беше најстрашното. Па имало и приказните кои работи на меѓународни, се малку покомплицирани, па така сме имале, јас сум имала физичко обезбедување, канцеларијата имала обезбедување. Која е најтешката епизода која имаш работена за ИРЛ? Убиство во Тетова дефинитивно. Саш? Истото. На која епизода од ИРЛ си најгорд? На последната со брзите кредити и на историјата за Жан Митрев. Деница, што почитуваш како особина кај Сашка? Што е визионер, што знае да препознае во што се луѓето добри и да ги насочи во тоа и што е оптимист што никогаш не се откажува. Сашка? Што е екстремно трудолюбива, сака да научи се, сака да направи се и затоа ќе биде се што мислам дека ќе биде. Ај сега малце да ве отвориме. Деница, што највише те нервира кај Сашка? За исто време може да ти го кажам. Што касниме? Што доцнеме, двете се нервираме што доцнеме. Деница, одбери еден најдобар новинар од Македонија, ама да не е од ИРЛ. Ај, сај ти. Не сме. Друго прашање. Ако имаше подобар ќе беше вирал. Добра, ајде, одбери од светот. Колку нескромно беше ова. Може од светот. така е. Сашка, код или 360 степени? 360 степени. Која е следна ваша епизода? Може да ми Сакаш да не убијат? Уствари, точно јас не знам истото, не треба Ама да та институцијата која вработуваме е многу близко до нас. Фала ви за храброста и фала ви што дојдовте. Фала и на тебе. Фала ти. ИРЛ Return Time се